Колку граѓаните ги користат услугите на Македонски пошти? По кој основ граѓаните имаат поплаки во агенцијата за пошти? За кои услуги се задоволни и дали интернетот и новата технологија го засени традиционалното испраќање на писма? Државната институција спроведе истражување за работењето во 2015 година. Еве ги резултатите. Ланската година најмногу рекламации се поднесени за изгубените поштенски пратки, 93% од вкупниот број на рекламации се токму по овој основ. 88% од испитаниците никогаш не поднеле жалба за квалитетот на услугите на агенцијата за пошти. Истражувањето покажало дека над 80% сметаат дека интернетот и дигиталната форма на комуникација во целост ги заменат поштенските услуги. Но директорот на агенцијата Атанасовски има спротивно мислење. Поштенските услуги во современото општество во развиените економии се насочени кон осовременување, пратење на современите текови и менување на начинот на кој што се нуди поштенската услуга, така што иднината на овие пазари е во прилагодување на современото општество и потреби на корисниците, и во таа насока поштенските услуги само ќе ја менуваат формата и видот, а никогаш нема да биде доведено во прашање нивното постоење. Во истражувањето се наведува дека бизнис секторот учествува со 65% од работењето на поштата со испорака на пакети. Податоците покажуваат дека во текот на ланската година поштенскиот сообраќај е намален за 2 милиони пратки во однос на 2014 година. Трендот на намалување е постојан од 2011 година. Директорот на агенцијата за пошти укажува и дека преку државната интервенција несвесно се задушува доставата на стоки и пакети кои се предмет на онлайн трговија. Скоро ќе имаме позитивни резултати, ако ги сметаме за позитивни одлуката да се зголеми тој праг за безцарински увоз на стоки за лична употреба кои што се предмет на интернет трговија, што значи едноставна царинска процедура и не дополнително царинско оптерување за стоките, напоменувам, за лична употреба, а се предмет на онлайн трговија и стигнуваат во Македонија како поштенски пратки. Со таков потек, мислам дека ќе се отстрани на сериозна бариера за иднината за развојот на поштенскиот пазар во целост, со оглед на тоа дека светскиот консензусот дека иднината на развојот на овие поштенски пазари е токму доставата на пакети на стоки кои што се пред се за лична потрошувачка и се предмет на онлайн трговија. Во 2015 година Македонски пошти остварила обем од 110 пакетски достави, а тој број во 2010 година изнесувал 210.000. Опаѓање има и кај поштенските пратки по глава на жител, кој лани во просек изнесувал 22,7 пратки, 2010 бил над 30 пратки по глава на жител. Просечната бруто плата во овој сектор, исплатена во октомври годинава, изнесува 31.784 денари.